Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата Тавоординација. Оваата Тавоординација започуваме со дебатата која што беше организирана денеска во пресред на Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА. Каква е состојбата во земјава, кои се надлежностите и ингеренциите и колку државата се зазема при решавање на проблемот со ХИВ-позитивните лица, во продолжение кратко од дебатата. Стигмата и дискриминацијата во 2021 година веќе се неприфатливи и се знак за исклучително застарени и погрешни сваќања. Како наш придонес од Сдруженијето Заедно посилни во таа насока, како што веќе сте, верувам, и информирани, организираме денес неколку настани од културно-уметнички карактер овдека во Кинотеката на Македонија. Вечер во 19 часот ќе биде откриен мурал посветен на Фреди Меркјури, кој што на некој начин ги очекуваме дека ќе ги репрезентира лицата со ХИВ во Македонија, кои што за жал поради постоечката стигма се уште не можат отворено во својата социјална средина да зборуваат за својата диагноза. Потоа во 19:30 ќе има проекција на филм овдека посветен на Фреди Меркјури и во 21 часот е добротворниот настан на кој што прибираме средства кои што ги искористуваме за помош на лица со ХИВ кои што живеат во исклучително неповолна социјална положба. Би додал дека овие активности, како и многу други што ги работиме, се поддржани од Министерството за здравство преку програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција, како и од програмата Civica Mobilitas и од регионалниот проект SOS, кој што е финансиран од Глобалниот фонд и од UNFPA. Јас ви благодарам за вниманието, достапен ќе бидам за прашања, а сега би му дал збор на министерот доктор Венко Филипче. Повелете. Благодарам. Благодарам за поканата, секако за организацијата, благодарност до представниците на медиумите кои што се тука присутни. Ова е една исклучително важна тема за нас од повеќе аспекти. Прво, би дал некој вовед за историјатот за финансирање на превентивната ХИВ програма кај нас и важноста од соработката со граѓанските организации. Имено во 2018 година владата го презема финансирањето на превентивната ХИВ програма од Глобалниот фонд. Во тој момент нашата земја е оценета како земја со прилично стабилна епидемија во однос на ХИВ. И во таа смисла започнува системот на social contracting, односно финансирање на граѓанските организации кои преземаат еден значаен дел од сите овие активности кои што означуваат превенција. И прво што би сакал да потенцираме е успешната соработка која што имаме со граѓанските организации, познати со години назад по својата експертиза, по својот исклучително добар квалитетна релација однос со критичните категории на граѓани кога станува збор за пренос на ХИВ вирусот. И од тука можам да заклучам дека ова е навистина една успешна соработка во која што државните институции ги користат и знаењето, и експертизата, и контактите на граѓанските организации и на крајот имаме еден успешен модел. И имаме уште многу за работа. Правилото 90-90-90 сега е 95-95-95, што значи дека 95% од луѓето кои што се носители на ХИВ вирусот прво треба да се свесни за тоа. Втората група да толкав процент 95 од тие кои што имаат, кои што се носители на вирусот треба да примаат терапија и исто толкав процент од тие кои што примаат терапија треба да има недетектибилно ниво на вирусот во крвта. И сме прилично добри во овие втори две.
категории, меѓутоа очигледно дека треба уште да работиме во делот на детектирање на ХИВ позитивни лица, заради тоа што тука сме некаде 30% помалку од тоа колку треба да биде. И во таа смисла сметам дека оние чекори кои што ги преземавме, а тоа е да се зголеми буџетот за оваа програма, и тоа е така за следната 2022 година од 90 милиони денари се зголемува на 130 милиони денари, и тоа што за прв пат активноста на граѓанските организации се препознава и се става во законска рамка, а тоа е во измената на законот за здравствена заштита, кој што веќе ја помина владината процедура во текот на вчерашната седница, со уште некои други модификации, не во овој сегмент, во некои други, заради тоа што правиме повеќе измени, ќе биде пратен во собранието да ги помине сите тие процедури, и верувам дека ќе биде усвоен, и верувам дека ќе биде уште еден придонес кон зголемување на квалитетот на соработката помеѓу Министерството и граѓанските организации. Очигледно е дека има уште многу што да се работи. Специфично е секогаш тематиката кога станува збор за нешто за што во општеството се уште има стигма и треба да се работи на повеќе нивоа, но мислам дека со сите овие чекори одиме натаму, односно заекнуваме соработката и имаме активности кои што ќе бидат нови и ќе дојдат предвид и следната година, ќе ја модифицираме врз основа на зголемениот буџет и самата програма со цел да се воведат и активности се зголеми целокупниот квалитет. Инфективната клиника кај што се лекува, се детектираат, диагностицираат, лекуваат овие програми, во изминатите години воведе уште еден новитет кој што верувам дека ќе стане тренд во смисла на тоа да ги опфати сите диагностицирани пациенти, а тоа е програмата која што за сега е пилот проект, и тоа е нешто што е тренд и се прави во сите развиени земји во светот. Верувам дека со овие промени ќе се влие и на тоа. И да резимирам, морам да спомнам дека ова е еден многу специфичен пример во кој што клиника која што целосно се посвети на третман на COVID пациенти, целокупното знаење, експертиза на тамошните лекари специјалисти во изминативе повеќе од година дена практично е насочена кон COVID пациентите, е значена заради тоа што граѓаните мора да сватат дека има и други пациенти освен COVID. И тука произлегува повторно важноста за вакцинација. Сега клиниката која што има и други работи. Еве ХИВ е една од патологиите. Да не ги спомнам другите, и затоа го кажувам како специфичен пример. Е преоптеретено со пациенти кои што не се вакцинирани. Значи мора граѓаните да знаат дека не е само COVID, дека мора да се вакцинира, да се зголеми стапката на вакцинација, да се постигне колективниот имунитет, зашто луѓето заболуваат и од други болести, експертите едноставно не може да посветат внимание на све, ниту има капацитет, ниту болнички капацитет и така натаму, така да ова е една многу специфична тема и ја користам можноста да испратам и низ оваа призма, гледано важноста за вакцинација. Ние секако остануваме во добра комуникација, заради тоа што само работејќи заедно со граѓанските организации можеме да постигнеме повеќе, посебно во овие сегменти во кои што гледаме и свесни сме дека ни е потребен напредок. Благодарам. Ви благодарам, министре, за исклучително важните поенти. Би додал на ова дека и ние како организација на самите пациенти кои што живеат со ХИВ се придржуваме до она што го препорачува науката, бидејќи знаеме дека и антиретровирусната терапија е плод на долги години клинички истражувања кои што и понатаму се во тек, и таа значи живот. Во таа смисла еве и од наша страна сакаме да упатиме апел за поголема вакцинација во нашето општество. Сега би повикал Хајди Ишториева Симоновиќ како представник на платформата на организации кои што спроведуваат услуги за превенција од ХИВ, а инаку извршна директорка на Сдруженијето ХОПС. Повели. Благодарам, Андреј. Најпрво благодарам за поканата и за организацијата на овој настан, за овој особено важен ден во нашата земја и воопшто глобално.
Платформата ја сочинува 14 граѓански организации кои што десетици години работат, некои повеќе од 20 години, работат на полето на превенција на ХИВ, особено помеѓу клучни популации. Слушнавме резултати благодарение на работата на овие програми кои што ги спроведуваат нашите граѓански организации. Програмата за превенција и заштита од ХИВ, како што кажа министерот, од 2018 година ја превзема со финансирање Министерството за здравство. Предходно скоро 14 години бевме поддржувани од Глобалниот фонд за борба против ХИВ, маларија и туберкулоза. А предходно, значи ХОПС, ХЕРА и други организации скоро повеќе од 20 години работиме, предходно преку различни донатори, значи ги почнавме програмите за превенција на ХИВ помеѓу клучни популации. Кои се клучни популации со кои што ние работиме? Освен луѓето кои што живеат со ХИВ вирусот, тука спаѓаат луѓето кои што употребуваат дроги, особено оние кои што инјектираат дроги, сексуалните работници, мажите кои што имаат секс со мажи, меѓутоа и младите. Во приложение прилогот за состојбата со вакцинацијата во земјава, но и во Струмица. Најавата за новите мерки за заштита од коронавирусот го зголеми интересот за вакцини со прва доза во Струмица. За разлика од претходно, кога на неделно ниво се аплицираа по околу 120 дози, последната недела нивниот број се зголемил за рекордни 150%. Поместувањето има и во делот на старосната граница. Ако порано на вакциналниот пункт имало само по возрастни граѓани, од минатата недела било забележано и присуство на помлади луѓе од 20 до 30 години. Откако беа најавени новите заострени мерки против коронавирусот, имаме доста покачување на бројот за први дози вакцини кои што се аплицирани. Може да направиме паралела. Во седмицата помеѓу 8 и 13 ноември, односно пред да бидат објавени новите мерки, имавме само 120 пациенти на кои што им беше дадена прва доза на вакцина, 107 пациенти кои што примија втора доза вакцина и 292 пациенти кои што примија трета доза вакцина. Споредбено со тоа, во седмицата кога беа најавени и стапија во сила новите мерки, имаме скоро за 150% покачување на првите дози вакцини или во бројки 294 во споредба со 120 една седмица предходно. Во оваа седмица имаме и 158 дози, втори дози кои што се аплицирани и 253 трети дози. Сумирано вкупно од кога е почната вакцинацијата на 31 март оваа година, имаме вкупно 26.426 први дози аплицирано, 24.504 втори и 1.801 трета доза. Што сумирано дава вкупно аплицирани 52.731 доза во вакциналниот пункт во Струмица. Граѓаните кои беа на пунктот на вакцинација велат дека и поддржуваат новите мерки и апелираат на што помасовна вакцинација. Од почетокот на имунизацијата во Струмичкиот здравствен дом биле аплицирани 52.731 доза од вакцини, а од нив 26.426 биле за примање на прва доза, 24.504 за втора и 1.801 вакцина за трета доза. Во продолжение гледаме изјавата на министерот за здравство Венко Филипче од денешната пресконференција по однос на актуелните прашања кои што се случуваат деновиве. Стапи на сила мерката што ја усвоихте вчера на влада за матичните лекари 30 денари од пациенти. Мислите ли дека воопшто пациент ќе се вакцинира, односно како матичниот ќе убеди некој да се вакцинира за тој да земе пари? Матичните лекари се тие кои што имаат директен и прв контакт со пациентите, без разлика дали им треба лекарска услуга или им е потребен совет и консултација, и системот е така поставен да е комуникацијата на вистина честа со матичните лекари, макар и за било кое прашање кое што го допира здравието. И во таа смисла, како лекари кои што се први во контактот со пациентите, сметам дека мерката е прво добро димензионирана, добро замислена и дека реално може да се
да се спроведе. Секако дека матичните лекари исто така треба да се свесни за тоа колку е важно да се зголеми овој опфат со вакцинација. Финансискиот надоместок еднократен ќе се даде на почетокот на летото, на крај на пролета следната година врз основа на постигнатите резултати. Некаде најголемиот број на пациенти прикрепени кои што ги има некој матичен лекар е околу 2500. Просекот е некаде околу 1000, така да не е тоа сума која што треба да се занемари и мислам дека многу е битно да сватат матичните лекари дека е ова нешто што навистина треба да се спроведе, дека е битно за граѓаните, за пациентите, дека е битно за државата, дека е битно за здравствениот систем. Така да може уште веднаш да почнат тие. Има различни степени на опфат кај различни матични лекари, кај некои во некои градови дури е веќе постигнат. Тој процент, 70% од пациентите кои што се прикрепени веќе се вакцинирани и сметам дека практично ова мерка која што навистина матичните лекари треба да стават акцент и да во интензивна комуникација со пациентите, макар тоа иницијално било и за друга работа или со друга причина, да пуштат пораката за важноста за вакцинација. Значи тоа дека се откажувате од задолжителна вакцинација за здравствените работници и мерката што беше за државната администрација? За сега нема да се спроведува. Стигнавме до констатација дека отвара многу сериозни прашања во однос на тоа како би се евентуално казнило некој кој што нема да го прифати тоа да се вакцинира, од друга страна реално голем финансиски терет, така да ќе видиме како ќе биде сопфатот интересот за вакцинација сега во следниот период. Со оваа препорака мерка преку матичните лекари спремни сме да носиме и други препораки. Мислам дека генерално во Европа ова е нешто што ќе се менува. Некои земји размислуваат да ова вакцинација биде задолжителна, но се уште е очигледно е рано. Потребна е комуникација со граѓаните. Ние гледано низ призма на здравствениот систем, ова не е најпрактичниот механизам, а тоа се матичните лекари. Остануваме на тема вакцини, кои ќе бидат новите измени и каква кампања ќе се води во однос на подигање на свеста за вакцинацијата против COVID-19. Гледаме од прилогот на колешката Ивана Вангелова. Се зголемува бројот на ново вакцинирани граѓани во општина Гевгелија, наверојатно поради ново донесените ковид мерки, смета директорот на општата болница Митко Крџев. Вели дека задоволителен е и бројот на оние кои што се вакцинираат и со трета доза. Процесот на вакцинација во пунктот за вакцинација во општа болница Гевгелија е со секојдневна динамика. Имаме лесно зголемување на бројот на ново вакцинирани лица, веројатно поред најавените ковид мерки што се препорачени, што значи дека ако претходно имавме на дневно ниво 5-6 нови кандидати за вакцинација, сега ги имаме веќе отприлика околу 25 до 30, па и нешто повеќе од тоа. Со несмалена динамика оди и вакцинацијата со трета доза Pfizer на оние пациенти, односно оние што се заинтересирани за трета доза на вакцина Pfizer, така да мислам дека до некаде со трета е задоволителна, меѓутоа се уште треба да се вакцинират голем број на лица со прва и втора вакцина, иако би рекол дека во Гевгелија процентот на вакцинирани лица е на релативно поволно ниво. Меѓутоа би рекол и се уште незадоволително за да го постигнеме оној колективен имунитет. До 21 ноември во Гевгелија вкупната бројка на заболени изнесува 2745, од кои 164 заболени се активни, 2459 оздравени и 86 со смртен исход. Во Гевгелија опфатот на вакцинирани со 2 дози на вакцина на 12 годишна возраст изнесува 58%. А каква е сликата во Гевгелиската болница, колку позитивни пациенти се на лекување, колку на дневна болница, гледаме во продолжение. Епидемиолошката состојба со вирусот COVID-19 во Гевгелија е релативно стабилна, оцени директорот на општата болница Митко Крџев. Во ковид модуларната болница хоспитализирани се 9 пациенти, но вели дека зголемен е бројот на прегледи.
бројот на хоспитализирани пациенти во ковид модуларната болница е некаде меѓу 7 и 9 пациенти се движи на дневно ниво, хоспитализирани, и на дневна терапија од 10 до 15 пациенти. Имаме зголемен број на прегледи, меѓутоа за сега само одреден број на пациенти се кандидати за хоспитален и дневен третман. Останатите ги водат матичните доктори или пак на домашна терапија се и него од страна на итната медицинска помош. Така да за сега состојбата со ковидот во Гевгелија е стабилна. Капацитетот на ковид модуларната е исполнето со 50%, значи имаме се уште слободни места, под контрола се на медицинска екипа, комплетна медицинска екипа, составена од интернисти, општи лекари, медицински сестри, болничари, така да комплетната состојба е навистина под контрола. За сега ковид состојбата во Гевгелија е под контрола, вели Крџев, и капацитетот на ковид модуларната болница е исполнета со 50% и има уште слободни места. Со оваа информација ја завршуваме вечерашната емисијата во ординација. Останете и понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.